Продолжуваме понатаму со нашата денешна емисија и во наредните неколку минути ќе го погледнете разговорот со мојата втора гостинка, тоа е господјата Мими Нановска. Господја Мими, добро ни дојдовте. Најнапред да ви кажам, драго ни е што не почестите со вашето присуство и се надевам дека разговорот и она што ќе го работиме во текот на следните 30 на минути ќе го задржи вниманието на нашите гледачи, бидејќи навистина станува збор за една интересна работа. Благодарам многу. Поздрав до гледачите на вашата телевизија. Денес е убав ден, велики четврток, се фарбаат јајцата. Така. А еве еден повод во вашата емисија нешто да прикажам. Така, значи, домаќинките уште од рано наутро верувам дека веќе започнале со фарбањето на јајцата, меѓутоа, еве, оние кои што не знаат или кои што немаат некоја идеја за декорација на великденските јајца, во следните 30 на минути ние ќе им покажеме како да го направат тоа. Може мила, значи точно тоа и кај мене се случи утрово, јас станувам пред да огрее сонцето, пред изгрев сонце, и фарбам 3 јајца, ги фарбам црвено. Во црвена боја, да, во црвена боја. Првото го именувам за Бога, второто го именувам за домот и третото останува нели во семејството. Имаме внукичка со која ќе го бањаме, нели така е адето. Така, одлично. Кажавме нели дека бојадисувањето на јајцата за Велики четврток, нели се прави тоа рано наутро пред изгреј сонце, се фарбаат 3 јајца, кажавме зошто. Меѓутоа нели порано се фарбале јајцата најчесто во црвена боја, домаќинките во црвена боја ги фарбале. Сега домаќинките фарбаат нели и црвени, меѓутоа и во други бои. Точно мила, значи порано и самиот живот бил таков, самото живење, или претежно по селата. Јајцата се фарбале со природни бои, значи црвената боја ја добивале од лушпито, од кромидот, од стариот кромид, доколку сакале потемна боја, потемно загасита црвена, значи бордо боја, ставали листови од орев. Со тоа што во денешно време има толку многу убави бои, разноврсни бои, значи има толку убави декорации, имаме чоколадни бомбони, еве тоа може да се види. Има разни кошнички, пиленца, цветчиња, така да има во изобилие и мислам дека сето тоа замре, но верувајте ми, остана и вака некое шаренило да се направи нешто ново, да се изнајде во интерес на децата, затоа што тие најмногу се радуваат. Црвената боја за мене, верувајте или не, минатата година само црвени јајца офарбав, бидејќи црвената боја нели символизира крвта на Исус, Исусовата крв, а внатрешноста на јајцето е нели животот, воскреснувањето Исусово. Меѓутоа ете пожелба, значи секој има право нели индивидуално да си направи што мисли и како сака, како милува. Така е. Ви овдека ни донесовте нели неколку веќе издекорирани јајца. Ќе ни кажете ли, гледам овде има едно интересно јајце, можам да го земам нели? Да, може. Да го покажеме на гледачите. Значи ова е направено со салфетки, така? Значи јас донесов, еден примерок. Тоа се овие паломата салфети, така, кои што се трослојни, значи се отвараат, се вадат двата слоја, останува само третиот слој каде што е декорацијата. Декорацијата по желба се сече, дали сакаме да го извадиме пиленцето, дали сакаме дел од кошничката, самите си оформуваме цветови, ливчиња, сето тоа се нанесува со лак за ногти, лакот е по желба. Јас таму го имам направено со безбоен лак, со седепаст. Така. Се лепат со лакот и после тоа целата површина се премачкува повторно со лакот, значи тоа е една критска декорација од островот Крит. Вака, верувајте, мислам дека не би припознале дека е тоа лепена салфета. Не, воопшто. А многу е интересно, не? Додека вие не ми кажавте, јас не препознав. Да, тоа е една новина. Да, тоа е една новина, мислам кај нас се уште техника што мислам дека се уште не се прави. Да, јас до сега немам видено. Овде имаме уште едно декорирано јајце кој што вие го донесовте, ова во црно-бела варијанта, камерата може да го покаже. И ќе ни кажете како ова направено, значи. Значи тоа се работи, Андријана, со изолир трака, да.
Изолир траката се отвара. Еве само момент да најдам. Се вади еден дел, значи по желба, колку мислите дека е величината на јајцето, Така. се отсекува и потоа со ножички, ноже, нели? Да. Потоа со ножичка правиме ленти. 1, 2, 3, во зависност од дебелината, да. Да, колку што Тоа сакаме се да бидат сече, дебели. да, Така. и се обвикува колку сакате да ви е карирано јајцето, значи. После тоа се одлепува, се става во црвена боја јајцето, одстојува нели во бојата, кога малку ќе се подсуши, се вадат дел по дел од лентичките, се ставаат во друга боја. А така, значи, Да, во се една, вадат до две, до лентичките, три, така? да, излегуваат различите бои карирано јајце. Навистина интересно. Да, и тоа е И интересно. овде имате уште едно јајце, морам да го земам од кошничката. Да. Ова е залепено со машничка и пеперутка. Тие обично за дечиња ги правам, се радуваат, некогаш ставам и косичка со машничка горе, правам очиња. Така, значи навистина И тоа е интересно, едноставно, меѓутоа интересно. Да. Се прави со циркони, нели, со бисерчиња и сето тоа, меѓутоа во интересно време во денеска мислев нешто што може секоја домакинка да си го приушти. Така е, така е. Епа, госпоѓа Мими, ајде да започнеме. Овде имаме, нели, вие донесовте и боја и Да, се мила. што е потребно за декорација и за бојадисувањето, па може да ни покажете. Да преидеме, нели? Да. Значи, еве, почнуваме со црвената боја. Значи, црвената боја се става во врела вода. Така. Значи, количината за 10 јајца, меѓутоа ние сега ќе офарбаме само едно, за да покажеме како Само тоа колку да изгледа. покажеме, така. Да. Го потопуваме јајцето. И оставаме да ја прими бојата. Така. Домакинките дома, тоа ќе си го работат нели на електрично ќумбе Така. и кога тоа врие, бојата станува поцрвена, нели? Така. Јајцето треба да е варено претходно. Значи претходно варени Да, яйца претходно ставаме. варено јајцето, еве ќе си прими без разлика што не врие во моментов. Меѓутоа жишката вода, Да. Што ме варено сега може нема да ја долови таа боја, нели? да, Таа затоа што црвена боја затоа што немаме. и нели треба и повеќе време да одстои. Да, и треба да одстои, треба да проврие малку. Така. Во меѓувреме да го искористиме времето, ставаме водичка, бидејќи имаме 5 бои. Ставаме водичка, значи во 5 чашки, подеднакво, не треба многу, Помалку. за да може да ги раствориме боичките, да. И во секоја чашка раствараме од бојата. Ставивме Ова е веќе друга техника. Оваа техника се работи на памук, многу едноставна, многу лесно и многу убаво. Декорацијата е многу убава, после тоа, значи, кога ќе се исуши јајцето. Тоа се работи со памукче. Да, мила, се работи со памук, еден дел. Само да видиме сега, уште една боичка. Уште виолетова. Да, мила. Еве не виолетовата ни е тука. Да видиме што се случува со јајцето. Јајцето веќе прими Така, веќе убава се ја бојата, да. Ги промешаме боите. Обично во фарбањето додека се фарбаат јајцата, значи во бојата, ставам оцет. Така. Ставам една суперна лажица сол и 2 суперни лажици оцет. После тоа се премачкуваат, јас не донесов сега масло, меѓутоа се премачкуваат Со кога ќе се масло, исушат, така, да, и убав сјај добиваат јајцата. Сега мислам дека можеме, значи, Андријана, да извадиме така. Да, секако. Веќе мислам дека е добро примено.
да го подсушиме. И сега одиме Сега со одлепувањето. Да. Сега малку тоа поспецифично. Меѓутоа ќе успееме. Имаме време, Да, полека да. не се брзаме. Сега малку и од Да ви ќе се помогнам послужам јас. со ножичките и од вручата вода малку, нели? Да, да, секако. Меѓутоа сепак на крај ќе изгледа Нели, преубаво. да. Точно, завршницата. Да. Сега малце и пипава работа. Треба трпение, значи. Треба мила трпение. Сега вака малку и пред камерите, знаете, малку и трема. Ете, веќе белото доаѓа до израз. Значи, еве мила како тоа излегува, Така. како изгледа. Ова и вака убаво изгледа. И вака убаво изгледа, меѓутоа ќе видите, да, Уште колку неколку убаво бои. сега кога ќе прими да и од другата боја. И сега, нели, дома кога сте, внимавајте каде е залепено, Така. имате повеќе време, нели? Јас се извинувам. Добрете. Значи, еве во која сакате боја да ставиме, еве во зелената. Така. Ставиме во зелената боја. Да го прими исто, треба ова да проврие, значи, за да може да ја прими и тогаш станува многу јака, значи боја. Се добива ефект многу убав. Јас вака ќе ги вадам веќе. И зелената си поприми. Да, да, да. Значи, тракичките, лентичките се вадат по желба, како сакате. Сакате наизменично во должина, сакате попречно, Колку бои сакате? колку бои сакате, Да. толку да, толку бои си Меѓутоа не се ставате. вадат наеднаш сите. Не, тоа е За да ефектот, може, нели, да. Не, да има ефект доколку се извадат сите. Се водиме со следна боја. Еве сега мила одиме, значи, во лилата. Тоа ставиме. Од време на време ја лажицата ја проплакнуваме. Сега го вадиме и останатиот дел од Да, мило, косолирот. останатиот дел. Зависи ви велам како сакате, така си вадите. Да. Ова стварно треба да имаш и живци трпение, за да го направиш. Не е само едно јајце, нели сепак треба повеќе да се направи. Повеќе, да, повеќе. Меѓутоа, се овие се прават повеќе за декорација. Така, така. Сега можеме да ставиме во портокаловата. Да си отстои Јас во мислам ќе портокаловата. бидете задоволни, да. Јас верувам дека преубаво ќе изгледа. Интересно е тоа што Еве тие бои, да. така, интересно е тоа што толку малку одстојува во боите, а сепак нели Да, се мила, за- поприма и Извинете, меѓутоа ве прекинав, тоа е затоа што овие боички се, нели, за 10, 15 до 20 јајца, Да. а тука се во концентрирана форма, значи концентрат. така, така. Е, сега можеме да одиме и во оваа боичка, плавата, и затоа веднаш фарбаат. Што значи дека истото ќе се случи кога ќе бидат повеќе јајца, нели само со повеќе вриење. Да, да, да. Значи, уште еднаш да повториме дека нема нешто комплицирано,
толку само ставаме нели жешка вода, фарбата во Така водата мила. и они Да. се Да. Изолират траките и желбата каква боја сакате и колку сакате да задржите, колку Така. бои сакате да искористите. Така. Тоа е тоа, Андријанче. прекрасно. Со тоа што тука не ставивме црвена боја, заради тоа што тука нели ја разредивме црвената веќе. Така, еве на гледачите да покажеме, значи, како го издекориравме јајцето. Имаме плава, виолетова, зелена боја, портокалова, значи, многу бои. Многу бои, нели? Многу интересно со тоа Така. што можете да ги задржите боите, доколку сакате некоја да е појака како Појака плавава бојата. сега, да остане малку подолго. Така, така. Преубаво, многу изгледа. Меѓутоа е убаво, нели? изгледа така. Да го ќе Така, го Мила? писате уште или? Па не. Не, јас мислам дека е дека доволно, достатно, нели? дека е А е убаво, да. така, Миличка. Значи сега доколку сакате, можеме со ватата да, Секако, може. ако сакате да ми помогнете. Ви благодарам. Сега одиме со следна декорација, да кажеме што ќе работиме. Па Миличка, сега во моментов ги користиме боите, Така. истите бои што ги разложивме, значи, што ги разредивме. Зимаме парче вата, за да можеме јајцето да го замоткаме, за да ни го опфати целото јајце. Значи, еве, тоа би било оваа површина некаде околу 20 на сантими. Сечиме едно парче од ватата. И сега зимаме од боите. Од боите ставаме исто шаренило по избор. Така. Колку бои сакате, толку можете да употребите. Значи, еве, ставате на изменично, значи, колку сакате, на колкава површина сакате Така, од памукот. така. Ние ставаме плава, виолетова, зелена и истите да, плюсчеви да, кои Мила, сте сега ќе пред. ставиме да и од портокаловата. Така. Ќе ставиме доколку прими малку и од црвената, јас мислам дека ќе прими. Ако е малку поразредена. Ефектот и овде е навистина многу убав. Крајот ќе покаже. Крајот ќе го покаже Да, делото. да. Се става, значи, повеќе боја на целата Веќе површина. боја, добро да се впие, значи, во памукот, за да може јајцето да прими, нели? Да, така. Ајде да доминира портокаловата малку. Значи, сега го земаме јајцето, го ставаме во средината на памукот, Така. убаво притискаме, да се затвори од сите страни, за да може бојата да прими. Јас мислам дека е одлично. Доколку домакинката мисли дека нешто не е во ред како јас сега, јас мислам дека е во ред, меѓутоа да не е на одмет, да се додаде уште малку Остатокот да се боја, додаде, да, така. да се додаде уште малку боја. Тоа е сигурно. Значи, убаво притискаме. И го задржуваме јајцето во оваа положба, Така. додека не прими од боите. Колку време од прилика треба да Да, мила, ево, можеме, значи, веднаш да отвориме и ќе видиме дека веднаш јајцето прима од боите. Да, почнува Нели, да меѓу- прима, да. Меѓутоа, колку подолго се држи, барем едно 2-3 минути, тогаш е ефектот многу поубав, нели? Така, така, да. Така, сега рацете се фарбаат во Ке се лигбенска. Меѓутоа, тоа е навистина убаво. Убаво е чувството. Кога Да. работиш на убав ден за убаво нешто, нели?
Да. Кога знаеме колку е убав овој ден, овој велик ден. Не исполнува со радост, со љубов, Така е. со безгрижност. Сите со радост го дочекуваме овој Не. празник и приготвуваме нели за семејната трапеза. Така, значи се даваш одното на душата, гледаш да ти е софрата убаво средена, да си декорираш убаво, да си приредиш убава софра. Да. Мислам и храна убава. Секако. Андријанче, ќе кажеш дали е доста или уште да држиме? Добро, јас мислам доволно. Јас мислам дека е доволно. Боите веќе се гледаат, нели? Светли бои, така. Да. Повели Миличка? Благодарам. Да. И значи, почитувани гледачи, може да ја видите и оваа декорација, не е тешка за приготвување. Воопшто? Воопшто не е тешко, да вистина е интересно. Значи имаме шаренило од бои. Плава, портокалова, виолетова, црвена и секако и белата од јајцето си има своји шарчиња. Абе, што не допел памукот, бојата, така, нели? меѓутоа интересно Интересно, изгледа. не? Да. Така. Е, сега ефектот уште поубав, кога сето тоа како овие што се седефастиве јајца, Така. кои ќе се премачкаат нели со зејтинче од Со озгоре. зејтинче кога ќе светнат и тогаш. Светнува, да, тогаш ефектот е навистина убав. Еве тие јајца, значи што сте во кошничката, што ги покажавте со ношничката, Така. се значи друга техника, друга боја е. Тоа исто се фарбаат, самата боја е значи таква, Така. се гланцуваат, нема потреба зејтин да се става. Понекогаш во варењето, додека Да, ги така. вариме кристали. Значи јас во денешниот ден, значи за денешната емисија не ставив од кристалите, затоа што ќе ми се изгубеше техникава што се Така. работи доколку ги ставев. Кристалите се ставаат не додека се фарба, додека се варат јајцата. И после тоа се потопува. Значи ова се препорачува претежно кај еднобојните јајца. И дава се сеа, исто кристален сеа. Така, да, и тие исто многу убаво изгледаат. Да, и тие се многу убави. Меѓутоа, ете, мислев нешто ново да ви покажам. Нешто што секој ќе може нели да си го приушти. Така, Во секој денешница. Мислев доколку сакате, Андријанче, може и од ова да исечиме малку, Може да видите, слободно, да видат кажеме како гргачите, се- нели? Така е, Да видат како тоа се работи. секако Тоа е повеќе. многу интересно, многу едноставно. А сега може ова малку да го повлечеме. Значи сега грчката техника одиме да ја покажеме. Да, мила, да. Точно. Колку е тоа Грција, тамо не знам. Да излеземе малку надвор од темата да се насмееме. Така е. Тие не прават никаков проблем. Тоа се златни луѓе. Значи сега од салфетката си вадиме што Да, сакаме мила, да значи си се искористиме. вадат парченца кои што мислите дека вас ви одговараат, нели? Така. И што одговараат на површината што треба да се залепи. Значи сега прво ќе измериме и ќе видиме што треба да доработиме, да досечеме, да извадиме. Така е, да. Некогаш декорацијата е голема и мора да се скрати, да се долепува од другата страна на јајцето. Така. Значи, еве, тоа е тоа. Двата слоја, бели слоја излегуваат, останува само третиот слој што е цветниот, значи, со декорација. Ова не значи дека мора да е цветен, нели? Аранжман. значи тоа може по желба, индивидуално, има по разни желба, разни така. салфетчиња. Сега ќе го земеме јајцата. Ќе видиме колку можеме да опфатиме, за да не ни се преритка, нели? Така. Да делува убаво. Значи, овој дел веќе го вадиме. Тој ќе оди дополнително. Значи, Значи се работи по желба. Така. Гледачите може да видат како Еве, може да видат да, како тоа делува. Еве, Така. значи, тоа е тоа.
Можем уште малце од кошничката, а после тоа може да се додаде од другата страна на јајцето. Значи сега земаме од лакот. Така. Лакот се користи по желба. Лакот бојата е значи така. по избор, да. Јас претежно сакам да си го намачкам пиленцева во ситуацијава. Така ми е поубаво некако. За да можам, вака да гледаат, да гледаат гледачите. Значи се како се работи. премачкува тоа што треба да се Значи залепе. се премачкува со лакот. Лакот е во моментов ни користи како лепак. Како лепак, така. Да. Затоа што каде што нема да фати, кога ја поминуваме горната површина, тоа си се зацврстува. Значи целата површина треба да биде премачкана Да, со да. лак. Да, целата површина треба да се премачка со... Еве, гледачите ќе видат како тоа се работи. И се притиска сега моите раце малку офарбани. Во рете сега работиме со бои, мора да Нели, се мора да е се така. работи со раце, мора да се офарба. Да. Така е. И значи веднаш проѓаме на фарбањето на горната површина. Еве, тоа може да се види. Значи, тој дел што не е опфатен, веќе се лепи. Ако веќе се стави повеќе лак, има љубав сјај. Значи му Самото дава јајце, сјај. да. Така, така. И овие не се премачкуваат. со- Евни нуа не се премачкуваат, да, заради хартијата, нели? Да. Ајде, значи тоа е. Јас во домашна атмосфера лакот го исипувам во чашка, и Така. тоа се повеќе нели шишенца со лак за да може што побрзо да оди. Побрзо да оди така. Да, мила. Еве сега ќе видите едно пиленце, Супер. може да се види, нели? Преубаво изгледа така. Нели? Да. Можеме сега, доколку сакате да ставиме цветче, нешто По желба друго. декорација, По желба, така. да, еве, например, едно-две цветчиња ќе сечеме, па ќе ги може. залепиме. Можеме целата површина, значи Да да се ја покрие со- да ја покриеме, да. Доколку сакате, може да ставиме цветче две. Може слободно. Уште едно цветче може Да, еве веќе стави. тука имаме. Мислам дека на домакинките ќе им се бендиса, затоа што секоја која што има ќерка дома, мислам дека има салфетки. Така да може да ги искористи доколку и дозволи ќеркичката. Ако не, по маркетите, по Ако не, продавниците се да, продаваат точно. најразлични салфетки. Сега да видиме каде да го ставиме. Ево вака овде. Тоа се лепи и веднаш поминуваме, веднаш, значи, Веднаш од озгоре. веднаш со лакот, да. Преубаво. Ево го цветчето и сега си се нижат, нели? Цветче, ливче, кошничка, Желба, да. од друга салфетка, друга декорација, можеме, нели, како во случајов со ова јајце. Да, Значи, еве овде сум извадила примерок од повеќе салфетки. Така. Значи, цветови пеперучиња, јајчиња, а другата страна еден црвен цвет сум Супер. ставила. А делува убаво. Одлично, многу убаво изгледа. Верувам дека им се допаѓа на нашите гледачи и сигурно сум дека ќе пробаат да го сторат Па ова, треба да што пробаат вие го ова. направивте, зашто навистина е многу едноставна техника. Едноставна и интересна, доста Да, интересна, и ова е многу лесно, гледате колку лесно значи се прави со салфетките. Да. А сега доколку малку не ве нервира тоа сечењето, не? Така и онаму каде што има дечиња, нели, радоста ќе Ево биде. тоа, јас ова за дечиња го правам. Претежно, значи, овие декорации, шарениве, тие се машничките декорации, потоа ставам машнички
Горе со монистра некоја поставам плетенчиња од оваа сламата таму карши вас на коштичката Така, што така. ја има. Значи, се може да се дочиња. искористи за да се издекорира, Се. да се издекорира едно убаво великденско Сема, јајце. јас исто правам и со циркони, како што гледате овде на бомбарчињата на, Да. на лептирките, меѓутоа тоа бара силиконски пиштол, Да. посебна техника, нели едно по едно, тоа изискува навистина. Така, малку посложена Повеќе техника. време Да, посложена така. техника, Така, да. господја Мими, јас ви благодарам многу, веќе е време да ја привршиме емисијата. Ви благодарам многу за гостувањето и за техниката која што ни ја покажавте и мене и на нашите гледачи. Ви благодарам многу, поздрав до гледачите, поздрав до сите кај вас во вашата телевизија МТМ во студиото, Благодарам. среќни великденски празници и се најубаво во животот. Ви благодарам многу, исто и вам ви посакувам да имате среќни великденски празници, па се гледаме во некоја следна прилика да покажеме некоја нова декорација. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. А ние, почитувани гледачи, одиме понатаму, следува спортот или рубриката Се за спорт и околу спортот.